Наместо светлина ни донесовте темнина. Ова е клучната порака која граѓаните ја упатија на граѓанскиот марш во Скопје. Револтот кај луѓето не стивнува. Повторно излегоа на протест во неколку градови поради покачувањето на цената на струјата за 7,4%. Главниот протест се случуваше во Скопје. Граѓанскиот марш стартуваше од две локации. Огромен број на луѓе од Жена парк и паркот во Чаир се упатија пред владата, каде го изразија своето незадоволство. Ова покачување на струја што го направија душмански, верувајте во никаде во цел свет не е случајно. Даваат образложение дека имале проблеми со корона кризата и сега проблемите, тешкотиите, загубите што ги направиле за нивниот лагоден живот, сакаат да го надокнадат преку нашите джебови, преку платите на работниците, на пензионерите, на стечајците, на социјалните. Протестниот марш доби големи размери, а освен во Скопје, протести се одржуваа и во Гостивар, Тетово, Дебар, Кичево, Струга и Куманово. И таму луѓето излегоа да бараат слух од институциите. Тетовчани пак на денешниот марш се заканија со бугарско сценарио, доколку одмине рокот кој им го дадоа на институциите да ги исполнат нивните барања. Рокот им истекува следниот четврток, значи последен ден од тие 10 работни денови рок што им дадовме, е следниот четврток. Значи, ако до тогаш не ги исполнуваат барањата што се испратени преку граѓански протест, тогаш сами ќе сносат одговорност за последиците. Цело време ги предупредуваме дека може да се случи бугарско сценарио и вчера се случило. Сакаме мирно и на разумен начин да се решава овој проблем. Но ако не разбират друго, тогаш ќе треба да се повлечеме и да им даваме простор на таквите радикалци да делуваат. Уште минатата недела граѓаните побараа да се укине одлуката за поскапување на електричната енергија, да се намали цената на потрошувачите за 46%, да се намали ДДВ-то од 18 во 5%, да се национализира дистрибутивната мрежа и да се создадат олеснителни околности на опростувањето на долговите на социјалните случаи. Порачаа дека им е доста од вакви ситуации и ќе се борат до крај.